Блокот во 9 часот на тема култура. Многу убава тема. Ќе зборуваме за домаќинство за почетници. Ако сте почетник домаќин, еве што треба да знаете. Ќе ни откријат младите актери Мија Мустафа и Самсон Селим, кои што се дел од домаќинство за почетници, македонски филмски кандидат за Оскар. Добро утро. Добро утро. Домаќинство за почетници, со оглед на тоа што имате по 20 на години и двајцата горе долу плюс минус, добро. Во ред, како Али и Ванеса, во домаќинство за почетници, може да започнеме со дамата. Па да. Да, Ванеса, што треба да знаеме како домаќинки ние за почеток? Па, вака, јас за филмот прво имам да кажам, прво филмот се работи за некоја фамилиарна драма. Добре. Со многу спонтани, многу бројни емоции, што мислам дека тоа беше еден од поубавите и позапамтливите делови во филмот, што беа многу измешани емоции. Реални приказни? Многу реални приказни, да, и измешани емоции. Кога кажувам измешани емоции, мислам на исто така како прво искуство во филм, не би рекла дека е многу лесна работа да можеш да ги одиграш сите тие емоции со толку малку искуство. Можам да кажам и без искуство. Така да, доста интересно, доста друштвено, нешто што нема да го заборавиме. Ке ве прашам како главните улоги, нели, во улога на Али, ако измешани емоции, многу емоции имаше кај Ванеса, ќе кажеш жената во куќата, кај тебе како беше? Кај мене беше сосема, примера, различно, бидејќи животот на Али и како животот на Самсон, јас, се сосема две различни животи. Бидејќи во животот на Али секој ден може да се снаоѓа, бидејќи за жал таков е животот така во Македонија, али јас сум Фокусиран на една работа. Фокусиран на една работа, да. Така, да. Добро, што е интересно сега? Многу убав насловот, многу е интересен. Се посмеавме што треба да знаеме како домаќини за почеток. Што ќе издвоите како нешто најинтересно во филмот? Со оглед на тоа дека станува збор за реални вистински приказни, уште повеќе гледливо. Некој ќе се пронајде, некој не, можеби и смеа, но и плач. Тука сме кај тие измешаните емоции. Што ќе издвоите? Ајде со тебе. Почнеме. Што ќе издвоите како нешто што е така бележено филмот? Па, нели, и ова мене ми е прво искуство. Све во филмот што се работи, све е тоа што... Се е реално. Да, се е. Како прво филмско искуство, како се снајде во истото? Бидејќи, нели, ја имам одиграно представи со Санела Емин, и можеби не ми е прв пат да глумам, али прв пат ми е во филм. Да, а како вие двајца се наоѓате всушност да бидете главните улоги на... Да, јас тоа сега сакам да го кажам, сакам да го спомнам моментот. И сакам да прашам, дали претходно се знаевте, затоа што реално тај синергија да сакам тоа да го кажам. Прво ќе го кажам ова со Самсон. Прво како Али и Ванеса, јас ги доживував апсолутно реално. Мислам дека тоа не беше воопшто глума помеѓу мене и Самсон или помеѓу Али и Ванеса, пошто ние уствари пред да почнеме да го снимаме филмот, ние се запознавме еден ден пред да почнеме со снимање. И кога почнавме со снимање, автоматски целата таа дружба, што е целата таа енергија што се покажува на екраните, мислам дека е тотална вистинска репрезентација на енергијата помеѓу мене и Самсон во реалниот живот. И тоа ми беше така еден од поубавите моменти, пошто не сме требале да глумиме. Така само беше реално. Дојди таму да ти кажам, јас ти публиката го доживува тоа, пошто и ние го доживуваме на тој начин. А како вие доживеавте Венеција? Како ја доживеавте премиерата таму? За млади актери, за актери кои што имаат прв пат можност да бидат на филмското платно. Па, мене искрено, јас не сфатив што се дешава, додека не се вратив тука и не се вратив пак као back in reality. Јас не сфатив што се дешаваше во Венеција. Пошто да, скроз беше као неочекувано, не очекував да стигнеме до Венис Филм Фестивал. Да, и бевме таму и се беше така многу холивудско, многу добро, да. Да. Чекај, во ова има две прашања, како за Венеција и за филмот, за премиерата. И двете во едно. И двете во едно. Па,
Венеция, како Венеция, нели ја знаевме само преку слики, а и баш као живо кога отидовме, се беше као пред очи. А за филмот, нели исто како што кажа Мија, сега не сме сватиле се уште додека не сме се вратиле тука. А добро, кои се очекувањата со оглед на тоа дека е македонски филмски кандидат за Оскар? Велиш неверојатно беше се уште не сватив каде. Мене уште не ми се верува дека е кандидат. Пратив, да? Да. Мене уште не ми се верува дека е кандидат за Оскар. Да, мислам моментот кога го прочитав дека е номинирано, не ме се веруваше, како стварно јас знаев. Да, чеки, станавме. Јас знаев дека ние сме завршиле доста добра работа, ама не сум знаела дека е толку многу добра работата. И сега какво е чувството од една страна, претпоставам повозрасните колеги и колегите кои што имаат повеќе искуство во велат, чекате се уште, нели? Ништо ова полека, што туку почина целата приказна, но сепак за вас е многу голем ветер во грб. Па да. И тоа со големи очекувања, например, нели со работка со други режисери и филмови. Да, јас тука морам да го издвојам Горан. Мислам дека да би имала шанса, би снимала уште милион филмови со Горан, пошто како режисер, како човек пред се, е многу компатибилен на све што се случуваше во сетот. Значи цело време беше он, како да го наречам тоа, цело време беше френдли, цело време ни даваше као ни овозможи да бидеме со вас пријател, другар. Да бидеме своји, да бидеме оригинални. Мислам тоа за ни даваше време за да го правиме тоа што треба. Буквално ни даде као шанса да бидеме оригинални, што јас милион пати би соработувала со Горан повторно. И ако ве прашам сега што планирате, како планирате и што би сакале следно? Што е вака прво што ви дојде? Сакаме да снимаме. Прво би било пак да се најдам во истата ситуација како што се најдов сега, а тоа е после нели толку hard work. Тој мислам ние месец дена го снимавме филмот, што е многу малца. 28 дена. Да, ама напорно. Ама напорно, да. Само што целата екипа некако не ни дозволи ние да го осетиме напорот. Пошто се беше така некако кликнавме сите и само се дружевме и се беше така. Тоа. Интересно, да, и лесно. Се очекувам да видам о некој од холивудските филмови. Ти го посакувам тоа. И навистина посакувам да ви се осварат со ништата на вас млади двајца актери. Да, и напредувајте. Чекорете напред, напредувајте повеќе и освоите, не знам, освоите ги со ништата. Па зашто да не, нели, као што рекам, нели, ова ми е прв пат, ова ми беше сон. Сон ми беше да бидам во некој од филмовите и било каква улога, викам, нека биде, ќе ја прифаќам. Ќе ја прифаќам за да може после овој филм ќе ми се отвори некоја нова шанса што може да се земе као на пример и повеќе пари и повеќе познат и се. Да, шансите може би се еднашка во живот, но треба да се прифатат, да се зграбчат и добра напорната работа на крајот се исплати. Така, тоа е тоа. Благодарам што ми бевте гости денеска. Благодарам и на тебе, Јована.